Od ovaj materijal film dobijemo na kraju. Znači, unutra mi koristimo ono što proizvođači cevke rade u nove može za buduće raboti da se priprema, da se dalje raboti. Znači, poliestirski taj materijala rade. I ono što je dobro, znači mi između dvije revizijne okne Почитувани граѓани на Охрид, Струга и Дебарца, почитувани градоначалници на Струга, Дебарца и Охрид, почитувани советници на Дебарца, Охрид и Струга, почитувани сограѓани, почитувани пратеници од нашиот парламент, министер, кој што сте денеска овде, директоре на колекторски систем, почитуван представник на компанијата Екотим или Интеко, кој што ја доби оваа голема чест. Денеска сме во предвечерието или на почетокот на една голема работа. Сите заедно. И тоа е така, дека можеби јас сум прв во извршната власт, но сите заедно. Имавме една голема, би ја нарекол децениска веќе желба, а тоа е да си го средим Охридско езеро и колекторскиот систем, кој што е една од символиката на потребата на средување на Охрид и околината на Охрид и согласно УНЕСКО, но согласно и потребите на граѓаните. Ова работа почна, го гледам Јаце овде, Јован гореше од желба, градоначалниците, актуелни, советниците, но пред се и граѓаните, но и скопјаните, и струмичаните, и комановците, и сите. Охрид е наше големо богатство, наша гордост и драго ми е што навистина денеска сме пред почетокот на почнувањето на изградба и целосна санација на колекторскиот систем и канализацијската мрежа. Оваа убавина овде, која што ја гледаме е навистина вредна и наше трајно богатство, а како што знаат Струга, што кажуваат, знаете зошто е убав Охрид, заради тоа што гледа на кај Струга, заради тоа што дефинитивно нашата Македонија е многу убава во сите нејзини краишта, но далеко стигаат убавите зборови за Охридското езеро, и за Охрид, и за Струга, и за Дебарца, и за Галичица, и за Бланица, и за сите овие наши природни убавини. Еве денеска, после неполна година конкретни подготовки и барање најдобри решенија и финансиски средства за реализација, започнуваат работите за чистење и реконструкција на колекторскиот систем во Охридско-Струшкиот регион, од наслагите и корењата од дрвјата и санација на цевководот на самиот колектор. Дополнително ќе се поправат или ќе бидат заменети сите редуктори на сите 18 препумпни станици. Ќе се санира целиот систем за прочистување на отпадните води во прочистителната станица и ќе се изврши комплетно чистење на атмосферската и канализационата мрежа во должина околу 300 км во Охрид, Струга и Дебарца. За оваа намена се обезбедени 4,2 милиони евра од буџетот на граѓаните на нашата земја. И оние што го пишуваа говорот го напишаа делот на плановите. Но 4,2 милиони евра се само од акционерското друштво за деловен простор, кој што навистина од делот на добивката, која што е остварена од сите вас граѓаните, ги отстапува со одлуки токму за колекторскиот систем, а веќе и во ребалансот, но и во буџетот за следната година обезбедени се стотици и стотици милиони денари за да ја комплетираме целата оваа постапка. Односно, парите, почитувани граѓани, се од вас, од буџетот, од нашите акционерски друштва и јавни предпријатија. Овој значаен и сериозен зафат го превземаме затоа што не сеопфатната реализација и негрижа за одржувањето на системот за прочистување на отпадни води создадува сериозни еколошки штети и закани за Охридското езеро и за природните убавини и реткости во неговото обкружување. Иако сознанијата за последиците биле познати со години наназад, најдраматичната слика за тоа во колку лоша состојба е целиот систем дојде од стручната анализа на една јапонска компанија во 2014 година. Со роботизирана технологија е снимена состојбата на сите 37 километри од цевководот на колекторот. Утврдена е состојбата на 18 препумпни станици и состојбата на пречистителната станица во Враништа Струшко. Во 2017 година
уште во првите 3 месеци по конституирањето на овој состав на владата. Ние рековме дека ќе преземеме сериозни и итни мерки. Апелиравме дури и кога бевме опозиција. Во наредните 5 месеци, почитувани граѓани, ќе го поправиме тоа што со години беше запуштено од негрижа и недействување. Државата требала многу поодамна да преземе конкретни чекори. Охридското езеро и заштитеното подрачје офатено со УНЕСКО се наша гордост, но и грижа за сите нас. И затоа следува комплетна санација на колекторскиот систем. Нашата намера е да покажеме дека знаеме и дека се грижиме за нашите скапоценности. И тоа оваа влада која што водам јас секако ќе го докаже, немајте грижа за тоа. Повикувам и градоначалниците, советниците, сите служби овде, стиснете заби. Има и непријатни ситуации, но нема кој друг да го чува Охрид, од сите нас заедно здружени и локалната и централната власт. Тоа ни е обврска пред сегашните и пред идните генерации кои што доаѓаат после нас. Владата никако нема да дозволи Охрид и природното и културно наследство на Охридскиот регион, впишано како светско културно наследство од посебно значење на листата на УНЕСКО, да биде избришена од неа. После анализите што беа направени, од кои добивме јасна слика каква е состојбата, јас како премиер и неколку мина советници, меѓу кои Дејан и другите, генералниот секретар во владата, мојот кабинет, во соработка со представници на локалните самоуправи Охрид, Струга и Дебарца, како и по консултации со првите луѓе од Проаква, компанијата во чија надлежност беше управувањето и одржувањето на колекторскиот систем, излеговме пред владата и укажавме дека тие посебни мерки на заштита, опфаќање и создавање на посебно, издвоено, јавно предпријатие колекторски систем, кој ќе ги реши со години натрупаните проблеми, е навистина оправдано. Помогнавме да се порамнат долговите на ЈП Проаква, како и долговите на општините кон оваа предпријатија, за да добиеме чист старт за ново јавно предпријатие колекторски систем. Оваа постапка не е завршена, но почната е, се завршува со конкретни милиони во денари и ќе биде завршена до крај, така да и долговите кои што се нижеа од минатото целосно ќе бидат санирани. Со тоа ја поставивме неопходната и солидна основа за да започне целосна и темелна реконструкција на колекторскиот систем за отпадните води. Тоа се само еден сегмент од системското и трајно решение за обезбедување на сите неопходни предуслови за заштита на сите обележја што го прават Охрид и Охридско-Струшкиот регион вреден светски споменик на природата и на културата. Наскоро, почитувани граѓани, ќе ја завршиме јавната расправа за предлог законот за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион и заедно со експертскиот инпут од УНЕСКО ќе го ставиме на увид уште еднаш пред граѓаните, пред да биде пуштен на усвојување во собранието. Од предлог законот за утврдување на правен статус на бесправно изградените објекти се иземени сите бесправни објекти изградени во границите на Охридскиот регион во кој се наоѓа природното и културно наследство запишано во списокот на светското природно и културно наследство на Конвенцијата на УНЕСКО. И од тоа нема да отстапиме, но правата на граѓаните ќе бидат загарантирани. И иднина имат можности за одобрение на градби согласно законот како што тоа е пропишано. Со институционална и законска рамка ги поставивме основите за да им ставиме крај на активностите кои негативно влијаат врз исклучителните вредности на природното и културното наследство во Охридско-Струшкиот регион. Наша обврска е со ништо и никогаш да не дозволиме да го загрозиме првиот критериум на УНЕСКО, според кој Охрид и Охридско-Струшкиот регион представуваат ремек дело на човековиот креативен дух. Охрид и регионот со сето културно, историско и природно богатство навистина ќе останат ремек дело на човековиот дух и на природата. Владата и граѓаните на нашата земја заедно ќе го сочуваат и вториот критериум за Охрид од УНЕСКО и за регионот, како единствено и изворедно сведоштво на одредена постоечка или поранешна цивилизација. Нема да дозволиме да биде нарушен ниту третиот критериум кој вели дека Охрид и Охридско-Струшкиот регион, вклучувајќи делови од Дебарца, е извореден пример за градби, за архитектура
или технолошки ансамбл и пейсаж кој ги отсликува значајните епохи на човековата историја. И секако, ќе направиме се што е потребно Охрид и целиот овој регион да останат за секогаш суперлативни природни феномени и подрачја со исклучителна природна убавина и естетска важност, како што е запишано во одлуката на УНЕСКО. Охрид и историското, културно и природно наследство на регионот да бидат прогласени за светско богатство. Да си го чуваме, заради тоа што тоа е наше, тоа е европско, но тоа е и светско богатство. Благодарам.